Доаѓаме до моментот кога ја отвораме и втората тема во информација, точна и навремена или ИТН. И така натаму прашува: колку креативноста е на цена? Колку во ова време на наплив на информации и билион можности за да купиш подарок создаден во Кина по багателна цена, има простор за уметност? Колку во ова време се симнува капа пред нештата создадени со своји раце, без употреба секако на машина? Колку тие дела се ценети? Тој ја црта најубавата приказна и ги пренесува нивните пораки на шолите, нотесите, чајниците, чиниите кои што ги црта. Ако некој ви донесе дома подарок со подписот Тиновски, тогаш тоа го исцртале неговите раце. Валентин Петрески во студиото на Телевизија Нова. Добро утро, добре ни дојде. Добро утро, Гате, добре најдов. Морам да признам, останав без зборови после најавата која што ја кажа. И уникатност, креативност. Знам дека се направи една шолја која што требаше да биде оригинална, која што требаше да направиш за себе, ама тргна возот по тоа. Тргна возот, да. Тргна возот, некако знаеш како оди после тоа, колку е убава, каде може да најдам, може ли да ми направиш за мене, може ли за мојот другар, за девојка ми, и едноставно си почна сосема случајно и непланирано приказната за Тиновски, и еве веќе раскажуваме скоро 2,5 години. 2,5 години. Да. Вратине назад. Што нацрта на својата оригинална шолја? Знаеш дека сега ми текна заборавив да ја земам, а ја имам. Да. Таа е единствената жолта шолја која што ја имам. Жолта. Да, беше жолта. Тогаш немав многу избор и така најдов нели шолја која што ми се допадна. Ја напишав буквата Т. Малку премногу лично, меѓутоа тоа ми се допаѓаше и тоа беше буквата Т со точки. Добро. Страни. Така некако точките всушност стана дел од Тиновски. Да, и до сега многу луѓе ме прашале зошто точки. Зошто точки? Немам некоја конкретна причина, затоа што тоа, да речеме, многу естетски ми се допаѓа, ми го дава тој ретро моментот кој што нели некогаш го имало на сите овие порцелански работи. Меѓутоа, ако навлеземе во суштината на точката, нели точката е знак за еднаквост, за заокружена целина, за завршена реченица, за конкретна приказна. Да. Така што буквално таа страна мислам дека секој парче си има некоја своја приказна. Да. И која виде прв пат твојата Т со точки шолја и посака своја за себе, за подарок? Тоа е на наша колешка Андријана, новинарка, која што ги види, го забележа моментот и веднаш посака да направиме уште 3 такви шолји за неа и за нејзини двајца многу добри другари. Добро. Така што тоа беше сосема случајно. Јас си го поставив на мојот тогаш веќе приватен профил Тиновски. А од каде доаѓа Тиновски, бидејќи сум Валентин Петрески, псевдонимот кој што сакав да го користам тогаш беше зафатен на Инстаграм и ставив Тино долна црта ски, некако Тиновски, така стана звучно, убаво звучи, нели целосно да се изговори. И така се случи приказната за Тиновски. А ти си Валентин, а Тино те викаци? Да, јас сум Валентин, а тука во Скопје кога дојдов веднаш станав Тино. Да, на кратко, нели, многу поедноставно и тоа е моментот. Да. И сега мене ме интересира нешто друго. Креативноста ја имаш веројатно со себе, ја носиш. Новинар си по вокација, од каде уметноста или уметничката жичка во себе? Уметничката жичка од секогаш искрено постоела во мене, од секогаш сум сакал, бидејќи потекнувам од Охрид, каде што нели бев до средно гимназиско образование, од секогаш знаев да експериментирам со работи кои што ги имав по дома. Никогаш не сакав да биде нешто обично е. Да, например, ќе го видам сочево и не знам, нешто ќе ми истекне, ќе го доцртам или некои такви работи. Ама твоите ти дозволуваа дома тоа да го правиш? Па го правев додека не беа дома. После кој ги врти? После кој ги врти. Не, после им се допаѓаше, да. Знаеш колку и да караат, на крај им се допаѓа. Така што веројатно е таму, не знам, еве мајка ми да речем од секогаш била креативна. Се сеќавам кога бев на училиште во однос на цртежите, секогаш ме советувала, ми помагала. И така, знаеш како викаат, тие работи ги имаш во себе, веројатно, и кога тогаш нели си излегуваат на дело. И зошто тогаш не отиде на уметноста, се запиша на? Па не знам, знаеш како започнав да работам со телевизија уште во прва година во средно и од искуство сигурно знаеш, точно било она дека телевизијата е магија, кога еднаш ќе почнеш нема назад. Тешко е дека ќе излезеш. Тешко е дека ќе излезеш. Така беше и со мојот случај. Во тој период тогаш се формираше на Македонскиот институт за медиуми првата 3-годишна новинарска школа, прва генерација, знаеш што значеше тоа за мене? Тоа сакав и морав да го учам.
плюс ми беше поттик од собственичката на Охридската телевизија во тој момент, која што ме информира за тоа и искрено воопшто не се каам, бидејќи како викаат, небитно е што и како ќе си по диплома, важно е што си во себе. Да, и ова што го правам, да речеме, можеби не е лошо да си има и факултетско образование, меѓутоа сепак е креативност која што нели трпи слобода, така што супер ми е тоа што сум дипломиран новинар. Многу ми помага искрено професијата во ова што го правам, бидејќи од другата страна на креативниот момент, да, е токму тој дел, контактите, комуникацијата со луѓето, корисничката поддршка ќе ја наречам. Така што, знаеш, како се си одговара. Така е. Кога зборуваме за тоа, немам училиште за ова, но го правам, дали можеби некој од уметниците во Македонија ќе каже збордва на нели по подарок кој што ќе дојде и до него? Има ли такви моменти каде си го научил ова? Има ли некој кој што може би ти рекол вака треба, вака не треба, можеби ова може да се поправи или не? Да, нема искрено. Да, нема и тоа сум многу... Нема критика, можеби треба некој да, нели да... Се случило неколку пати да ми дадат забелешка во смисла го замислував поинаку, нели некои такви моменти, но тоа е за мене нормално, бидејќи искрено имам честа да ми кажат, окей, оставам на твои раце, сакам подарок за кате, таа работи во ТВ Нова, нели на кратко приказната. И тоа е интересно. Да. Кога зборуваме за уникатност е од почеток до крај приказната. Значи, му се уват на Тино и му велат, сакам подарок за моја блиска пријателка, така. Таа е, таа и таа, и што ви раскажуваат, вие знаете повеќе за неа отколку можеби тие за неа. Да, тоа што го разговаравме вчера на телефон, тоа е многу интересно. Иако не се познавате. Да, иако не се познаваме, јас знам приказната за секоја шолја и обично се случува на базарите каде што сум учествувал да дојдат луѓе кои што веќе имаат некој мој производ. Ми викаат, знаеш, имаме ние таа и таа шолја и веднаш ми декнува. Знаеш, затоа што секоја приказна си е своја и е многу интересно бидејќи луѓето воопшто не ги познаваш, а толку многу дознаваш детали за нив и тоа приватни детали. Со цел нели да ја направиш да биде карактерот во таа шолја, да. И колку време треба за создавање на едно вакво парче? Нема правило, кога ти искрено. Да, нема правило, можеби на почетокот многу повеќе време ми требаше бидејќи нели се уште експериментирав за техниката, немаше каде да учам за тој дел. Во тој период искрено немаше ниту бои, бои немал каде да најдете материјали. Што правеше во Бугарија? Иако кај нас нели македонските бизниси да се продаде што и да се продаде. Имате ли бои за порцелан? Да, имаме, не се брише, дечко, супер е ова. Нема врска, се што пробав се бришеше. Слушаш, што беше целата работа? Целата работа беше дека ти сакаше да создадеш шолји, чајници, што и да е чини, кои што ќе бидат во употреба. Така? Многу убаво кажано. Тоа го изјави во првото интервју за Нова Македонија весникот, каде што дури имаше под наслов шолјите се за користење, не за на полица. И дефинитивно тврдам и за тоа така, иако и денеска има луѓе кои што тешко ги обидувам да ги користат. Знаеш како викаат, ама многу ми убаво да не нешто направам. Да не ако нешто не да може се направи, ќе направиме нова. Да, дефинитивно се направени тоа и најчесто прашање што веќе го знаат одговорот. Трајно е она што се прави, мислам, ништо не е вечно, да се разбереме. Ако ја скршиме, сам си виновен сега тоа. Да, меѓутоа на мене ти се буквално за секојдневна употреба и секојдневно ми пристигнува некои фотографии со тоа како си пијат кафе по дома, на работа и така. Веројатно кога се работи за уникатен производ, кога се работи за нешто што го правиш со своите раце, многу е тешко да ја создадеш цената. Како до неа? Како или како автор на севова можеш да на крајот на денот да речеш па дали е тоа прималку, има ли цена? Па знаеш како викаат, уметноста нема цена. И се согласувам со тоа, меѓутоа мислам дека треба да се прилагоди на она што се условите кај нас. Не треба да се преценуваме, бидејќи нели секој може да стави цена на своето уметничко дело колку што ќе посака, и колку што ќе мисли. Меѓутоа ако реално треба да се стави цена на она колку што би требало да се вреднува, тоаш мислам дека би останале дома работите веројатно. Ова најискрено го кажувам бидејќи знаеш како викаат кај нас, епа нема, не се наплаќа трудот, многу е тешко и сето тоа. Не, јас разбирам труд и сето тоа, меѓутоа мислам дека сепак треба да биде прилагодено на стандардите. Сепак ова е работа која што прво се работи за душа, да бидам искрен. Нема да го заборавам еден совет вработена во продавница за сликарски производи, кога ја објаснав приказната
пред да почнам со тиноски, дека сакам тоа да го правам. И кога ми рече прави го прво за душа, после за сите други. Така. И дефинитивно се покажа дека е така, бидејќи луѓето го препознаваат тој момент. Дека не е нешто механички создадено, туку дека е со душа или има дел од душата твоја и карактерот на секој кој што треба. Најважно е дека има дел од твојот карактер на шуљето кој што секој ден ќе ја користиш. Така е. И сега колкава е заинтересирана сте само кај тебе на мобилен? Како да работите? Како да На мобилен, да, си се јавуваат на мобилен, меѓутоа секогаш ми пишете ми на Facebook или на Instagram, бидејќи да не се направи грешка. Има детали кои што треба да се припазат. Планирам да речеме нешто посериозно, би сакал како официјално тиноски шоп или како и да се нарече, меѓутоа нели се надам дека ќе дојде убав момент за тоа. Да, во моментов може да се нарача на Facebook профилот на Тиноски, tinoski.art, нели така може да го најдат, и на Instagram профилот исто така Тиноски под хаштагот Тиноски. Супер. Чија критика е најважна кога го создаваш делото? Или кој е првиот кој што кажува дали е добро или не, дали му се допаѓа? Некој од твоите дома? Па не. Не? Никој? Тоа себично малце го чувам. Не, обично кога ќе го направам производот, веднаш им го праќам на оние кои што го нарачале. Да, да. И тоа го праќам без прашање, само слика. И чекам реакција. Има исправки на делото? Ретко. Ретко, искрено, да. Ретко. Многу ми е било што става на моја слобода, бидејќи тоа, знаеш како ми кажува многу вонос дека има доверба. Од друга страна, одговорноста е многу поголема, меѓутоа знаеш како е многу убаво кога ќе ти кажат супер, сакам направи ми за роден ден, дечкото работи во авиокомпанија, не знам, сака скијање, и тоа е. И кога на крај ќе им се допаѓа комбинацијата која што ти си ја смисли. Значи се е оставено на тебе? 98,9%. Да. И сега Тиноски и да сака и да не сака ќе мора да се шири, заради тоа што има компании кои што го препознаваат, ја препознаваат уникатноста во создавањето или барем уникатноста во идејата. За една козметичка линија, така, за еден Кармин, направи некаква своја доработка на тема. Да. Што сакаат за една, да речем, компанија за козметички производи имаше нова кампања, односно тоа е веќе втора соработка со нив, па маркетинг агенцијата која што ми го води тој дел, одлучи Тиноски да биде оној кој што ќе го осмисли тој промотивен момент. Се направија многу интересни креативни постерчиња, каде што првата серија на новинарките на кои што им беа доделени изненадувањата, требаше да си направат отпечаток од својата усна и да си го стават на самото постерче. А вториот момент беше постерчето рачно цртано со кармините кои што ги промовира, така што нели се добива оној автентичен момент. А точно на што го кажа дека компаниите веќе препознаваат тој момент и мило ми е што еве после 2,5 години се случуваат такви работи, бидејќи има кафичи кои што се заинтересирани да им направиме уникатен тиноски дизајн, други компании кои што спремаат некои кампањи па го вклучуваат тиноски дизајн, така што да речам не се сведува веќе само на она што се прави во однос на рачното цртање, односно рачното цртање останува, бидејќи тоа е мојот печат, меѓутоа веќе преминува во оној комерцијален дел на вклучување во маркетинг промо материјали. И тоа многу ми се допаѓа бидејќи тука веќе се промовира дизајн кој што не е типичен. Да, не е типичен графички дизајн, туку е уникатен, нели, рачно цртан, потоа прилагоден за било каква намена. Меѓутоа многу ме радува тоа. Искрено никогаш не сум го размислувал во моментот дека Тиноски ќе води кон таа насока. Супер. И сега гледаме тука блузички за деца. Тоа е уште една трета соработка. Да. Ова е нешто најново. Ова е нешто најново и морам да ти кажам дека имаш честа официјално кај тебе прв пат да го промовираме. Да, ги гледаме во кадарот. Ако не е проблем, јас само би сакал да ги покажам. Ова е соработката со играчки Бубамара, кои што долго време планираа да почнат со продажба на блузички, па се договоривме моментот Тиноски да направи уникатни дизајни. И како те пронајдоа? Како одеше соработката? Се знаме од претходно, преку други линии со работка, едноставно сме се задружили нели со текот на времето, така што палав сум, како? Палав сум ми се може. Да. Ова е машката варијанта на блузичка, а ова е женската варијанта на блузичка. Да. Не знам зошто, ама сите ме сакаат.
Да. Така што И ова беше твоја идеја? Ти кажа што да биде или како? ова беше Заеднички генерално решававте? заедничка идеја, заедничка идеја со играчки Бубамара, која што нели се реализира на овој начин, буквално пред 2 дена нели ни излезе првата серија и многу сум среќен што имаме можност да направиме нешто и за најмалите. Во моментов се очекува фотосесија со истото, така што ќе биде многу интересно. Има убава реакција од луѓето, бидејќи добиваат блузички за нивните деца кои што се многу уникатни, се автентични. Многу сакам што го негуваме македонскиот јазик и кириличниот фон. Така. И нели Се може убаво да изгледа и со да, македонско писмо, да, кирилично дефинитивно, писмо. да. И се што е цртано нели е буквално рачно цртано бидејќи ваков фонд не постои сето тоа, така што станува збор за еден многу автентичен дизајн наменет за сите деца на кои што буквално им се може по дома и дели на сите девојчиња кои што дефинитивно се најсакани, да. И сега јас те прашувам колку ова пак ја затвора креативноста. Не ме разбере погрешно, но нели кога ќе ти кажат само 2 модели да направиш или 2 Тоа искрено беше многу тешко. На овие детски блузички работевме околу 3 месеци. Бидејќи е цела процедура, дури не ни замислував дека е до толку, меѓутоа нели треба да се најде некој кој што ќе ги шие, треба да бидат како што треба, квалитетни, материјалот, треба да биде се заедно спакувано убаво. Да, на крај дури и кутијата треба да биде со сите детали и информации. Тоа Тино кажа се што како треба. Тоа се заеднички се договараме генерално, да, бидејќи многу се почитуваме со мојот колега Раде, така што заеднички ја осмислувавме целата таа приказна. Се согласувам со тоа дека до некаде си затворен, бидејќи за креативец е најтешко кога ќе треба да направиш едно нешто. Да, ова би било најдобро за тебе да е секој различно. Значи за жени, за девојчињата да има секој ден по еден слоган или по нешто. Со задоволство би го правил тоа и знаеш како веќе се навикна на тиновски персонализираниот момент и по објавата на овие блузички веднаш започнуваат, може ли со ваков дизајн, може ли со таков. Може ли со друга порака, може ли? Да, единствен проблем е техничката обработка, бидејќи е многу специфично, нели станува збор за печат, кој што треба да биде во некоја минимална поголема количина, така што се си има. Меѓутоа има многу убава реакција, тоа ми е многу мило. Може да си ги најдат и да си ги купат нели преку тиновски профилите, исто така преку Бубамара играчки, нивното представништво во Скопје како и вебсајтот играчки Bubamara.mk. И кога се создаваше приказната околу цената, повторно имаше проблем за тоа дали уникатност и колку уникатност е тука на дело? Па немаше проблем, се договоривме веднаш бидејќи толку многу ни беше мерак што на тој дел и не размислуваме баш многу сега, можеби погрешно до некаде. Но искрено цената е многу достапна. Не знам дали треба да спомнуваме бројки, меѓутоа е многу достапна. Ајде, зошто да не? Да, 690 се блузичките, да. Значи комплетно одат заедно со кутија, со персонализиран момент, со името на детето, со картичка, со состав, со сите тие работи. Со се. Да, и принтот е траен, може да се пере секојдневно. Материјалот, памукот кој што го искористивме е интерлок, еве учам веќе за материјали. Да, 100% чешлан памук, значи имало разлика меѓу памук и чешлан памук. Ова било врвот од делот на памукот кој што треба. Дека е памук кој што е квалитетен, И знаеш што е интересно што некој ми пиша, а има ли за големи? Така што размислувам сега да си испринтам ја за мене една маечка со овај дизајн. Може за мене она голема. Може за тебе ова. Да. Само со краток ракав, може? Со краток за да ти биде таму на студио. Да, а што е ова што го гледаме тука? Ова е престрелка, која што беше пред блузичките. Еве престрелката. Готви ми љубов. Ау, колку убава пристрелка ова. Да. Ова беше многу интересно. Објавена пред 2 недели, сосема случајно. Сакав да експериментирам малку. Овај дизајн веќе го имав на тиновски постерче, бидејќи тоа имам дел од колекцијата. Да, еве ги тука се дел од нив како нотеси, така? Како нотеси. И викам, ајде да пробаме, сосема одговара овај дизајн на моментот за пресилка, па го направив и знаеш како им се виде интересно и многу подаруваат љубов. Тоа многу ме радува, значи имам и девојки и машки, да не подценуваме дека само девојките подаруваат, напротив, има многу кои што
подаруваат и секогаш се шегуваме, сега нека готва љубов. Сега нека Малци обврска им даваме. Така е, ние им даваме обврска на нашите гледачи да ни се јават. Имаме еден само подарок, значи најбрзиот добива подарок од Тиноски. Со подпис, еве тука е спакуван, се е готово, така, а ќе ни кажеш ти или ќе ни покажеш што е. 2402-005 и 2402-002, најбрзиот добива подарок од Тиноски. Ќе го допишеме само неговото име и презиме. Недостасува само името на некој што ќе го добива. Да. И тоа е нешто кое што ја заокружува приказната. Да речеме материјалот кој што е нели хартија која што е еколошка, така се е мислено или така. Да, и искрено... веќе имаме некого. Ајде да слушнеме само кого ќе допишеме на овој дел. За кого е? Добро утро. Добро утро. Како сте ова утро? Одлично. Да. Гледајќи ве, прекрасно. Да. Ви се допаѓа ли овој начин на уникатност на дело вака, па нешто напишано како подарок со вешти раца на некој еве вака што знае својата креативност да ја покаже на дело? Апсолутно. Да. Добро, знаете ли што е овде во предпоставувате ли што има за вас? Не. Не, добро. Ќе откриеме, Тино? Нема да кажеме, се шегувам. Не, тука има една од дефинитивно омилените шолји за Добро утро, која што е со облачења. Ќе ви покажам вака. Нешто слично налик на ова. На оваа шолја. Да. Супер. Не знам на која камера, но да. Дали ви се допаѓа подарокот и сега покажеш? Премногу се што изложено е преубаво. Да. Вклучително и подарокот. Ви благодарам и сега му кажете ни кој ни се ова за да допишеме. Тино, повели допишувај. Елена. Елена, а презимето Елена? Стануевска. Стануевска. Добро. И сега знаете како до подарокот ако дојдете до телевизија Нова. А за тоа каде се наоѓаме ќе ви кажат луѓето од режијата. Океј. Да, ви благодарам за јавувањето. Останете се до 10 часота, зошто не и до 22, додека трае отворената програма на телевизија Нова. Зборувам јас за овој нашиот дел од 180 минути заедно со нас. Тино, и за крај, ќе бидеш најсреќен кога ќе се создаде, нели, да речеме, некое катче Тиноски, каде што ќе можат луѓето да дојдат и да купат, или можеби е подобро вака преку Facebook, Instagram или не знам? Па искрено не менува нешто многу, освен моментот што физички си присутен. Ако ништо друго, да се направи мерекот на многу луѓе, бидејќи многу пишуваат каде се наоѓате и би сакале да поминеме. Знаеш, убаво е кога ќе има простор каде што ќе биде заеднички со сите тие луѓе окружен, да речам ќе биде многу подиректна комуникацијата, да. Така што верувам дека еден ден, се надам тоа ќе биде за скоро, дека нели тоа ќе се случи, па знаеш како и тоа ми е замислено да не биде класична продавница. Јас сакав само нешто да ти посочам ако ми прифаќаш идеја. Јас би сакала тоа да биде место каде што и ти ќе црташ чаши и шоли во исто време додека. Дека го кажа тоа што сакам да го кажам. Тоа е тоа, да. Да, многу ми се допаѓа размислувањето, тоа е моментот. Значи да биде место каде што јас ќе творам, каде што луѓето ќе можат да дојдат и не само да купат, туку ќе има дел каде што ќе може да се напијат кафе во Тиноски шолји, нели да се подружиме паралелно, едноставно како така, како интересен концепт стор. Супер. Убава идејата, ќе видиме. Супер идејата, до реализација па ќе ни дојдеш бујно повторно овде, да. Ти благодарам за ова гостување, ви благодарам и вам што бевте дел и во овој дел на втората тема, интересна тема уникатност, а сега уште 15 на минути време за реклами на телевизија Нова, а потоа и третото издание на вестите заедно со временска прогноза и светот на Бланка. Останете на телевизија Нова.